Добро вечер и добро ни дојавте во уште едно издание на емисијата Туна. Опознавањето на себе си лежи убавината на живењето. Но како да се избега од живењето по инерција и да се свртиме кон себе? Како да си го запознаеме сопственото тело? Како да умееме да владееме со сопствените мисли? И како можеме да навлеземе во едно друго ниво на екзистенција кое е познато насекаде во светот под името медитација? Како да ја користиме енергијата која секој од нас ја има, но искрено не знаеме да ја користиме? Токму за моќта и значењето и убавината на медитацијата во нашето живење вечерва во емисијата Туна. Останете со нас. Ќе ја поканам нашата прва гостинка, Ана Филиповска. Добро вечер, Ана. Добро ни дојдовте. Добро ве најдовме. Се надам за вас доволно провокативна и интересна тема. Да. Како и за гледачите и нашата ни драгоценна публика овде во студиото. Зборуваме за едно интересно видување на живењето и воопшто реков користење на енергија која секој од нас ја има, ја поседува, живее во нас, но едноставно не ја користиме или не знаеме што со неа. Па потоа сме депресивни, разочарани, тешко ни е да се соочиме со секојдневието и како што најавив живееме практично и по инерција. И сега постојат различни типови на тоа како да успеете да владеете со телото, со умот и пред се со енергијата. Вие сте најдиректно запознаени со нешто со што светот и тоа како е запознаен, мислам дека кај нас малку помалку, а тоа е трансценденталната медитација. За каков тип на медитација станува збор? Трансцендентална медитација е многу едноставна, природна и ненапорна техника за големи ефекти и придобивки во полето на целосно совладување на менталниот потенцијал, за одржување на доброто здравје, за елиминирање на стресот, за подобрување на социјалното однесување и подобрување на нашите односи со луѓето и со јавноста, и исто така за промовирање и задржување на светскиот мир. Сега ова е една техника, односно ментална техника, иако вие не љубите да го користите тој збор, која се користи, реков, но имаме различни типови на медитација, па за да не ги збуниме гледачите, може ли да разјасниме за каков конкретно реков тип станува и по што е различен пред се од другите типови на медитација? Бидејќи често го слушаме зборот, но... Да, точно. Порано се мислеше дека човек за да медитира потребно е многу голем напор, да е некако да имат предиспозиции за тоа, затоа што беше дозволено многу напрегање, контролирање на умот. Сега трансцендентална медитација е сосема поинаква медитација, заради тоа што во нејзината едноставност е нејзиниот принцип и затоа што е многу природна. Во светот вака на пазарот постојат голем број на медитации и можеме да ги класифицираме во две групи. Тоа се техники за концентрација и техники за контемплација. Сега, со концентрацијата се контролира умот да се фокусира на некоја точка или на некој дел од телото или некаде надвор или внатре, така се контролира умот. Но природата на умот е да се движи, така да се пропречува природното движење на умот и се создава некој напор и тоа е многу тешко и напорно. Со другиве техники за контемплација, ти употребуваат контемплираат на некоја мисла или на некое значење, например за некоја поговорка за животот или за некое по-големо, подлабока филозофско размислување, но било што да се контемплира, секогаш сме на нивото на мислењето. Секогаш повеме по површината на мислењето. Во трансцендентална медитација ние е воведен моментот на трансцендирање, затоа се вика трансцендентална медитација, што значи трансцендира, значи се оди преку секогаш мислечкото површинско ниво на умот во длабочината на умот, кај што имаме тој мир, таа среќа, таа синхронизираност на умот. И поентата која ќе го достигнеме ова ниво, кое што е многу лесно и едноставно се постигнува со трансцендентална медитација, што од првата сесија се постигнува ова, кога идеме надвор во активноста, ние ги имаме овие квалитети од ова поле кое што е најфундаментално поле во изворот на мислата, кој што квантните физичари го открија како поле, обединетото поле на сите природни закони и сите природни честици што постојат. Значи ние свесно, систематски го искусуваме тоа. Во тоа е убавината, да кажеме, едноставноста на оваа техника. Значи, овде не можеме да ги врзиме само работите од типот јогата и медитацијата одат во комбинација. Имаме гостинка сосема стручно ќе ни го објасни и ова вечерва, да подразграничиме, нели обично кога луѓето ќе се спомене медитација врзуваат за одреден тип на физички вежби, дека телото треба да е подготвено и така натаму, па потоа да може да се пристапи кон што се вели вежбање на умот или веќе тоа ниво на медитација кога можеме да екзистираме во едно друго ниво, нели, кога практично телото го напуштаме и одиме во една друга сфера, барем така повеќето тоа го разбираат. Овде физичката активност
ја немаме како таква, односно ги немаме оние класични вежби кои се прават како кога се прави јога. Да, вака се. Мора само да го разграничам терминот со јога, затоа што јога представува на санскрит обединетост. Сега, има различни техники од јога и јога, кога мислиме, кога кажат југото јога, мислат за јога асани, односно позиција одма е, да. Односно јога вежби. Сега, има различни гранки на јогата и врховната јога е фактички јогата на умот, тоа е медитацијата. Сега, во трансцендентална медитација е многу едноставна и природна, затоа што не е потребно некоја позиција, значи си седиме нормално во удобноста на нашиот дом и со затворени очи медитираме од прилика 15 до 20 минути секој ден по 2 пати на ден, наутро и попладне. Тоа значи може да се практикува може во секоја средина практикува. и секаде. Во секоја средина, точно и секаде. Кога можеме да го постигнеме тоа ниво да веќе сме подготвени? Колку треба да мине од тој практично, нели, курс, ако можам така и да го наречам, за да веќе бидеме подготвени да може непречено да медитираме и сето тоа да вроди со плод, ќе кажеме кои се преценели предностите и бенефитот на овој тип на медитација. Да, за да се научи трансцендентална медитација, потребно да се посети курсот, кој што трае 4 последователни денови, од по сесија, од по саат и пол секој ден. И со тоа вие ќе станете подготвени да медитирате секој ден без проблем во удобноста на домот. Така да по завршувањето на овој курс може уште од првата сесија да се добијат овие, значи ова трансцендирање, овие убави квалитети и својства, така да нема ограничување, нема правило, затоа што секој нервен систем е различен, така да тоа зависи од нас самите. Овој тип на медитација, трансценденталната медитација, ја користат реков во светот и тоа е исклучително, веќе се прават бројни истражувања и студии за моќта на истата, така да повеќе од 600 студии мислам дека се направени, ја изборувавме и тоа на универзитети, високи универзитети од типот и на Йейл, Стенфорд и така натаму. Тоа се Харвард истражувања и Оксфорд студии кои се прават токму за овој тип на медитација, бидејќи истата исклучително се користи и во полето на науката, но и во полето на многу области каде има бенефит. Да, точно. До сега се направено повеќе од 600 научни истражувања во повеќе од 250 универзитети и научни центри во повеќе од 33 земји, кои што докажуваат придобивките од трансцендентална медитација за умот, телото, за околината и за нашето однесување, докажувајќи дека една од најмокните медитации во светот, да кажам, кои што ги документираат придобивките за елиминирање на стресот, за одржување на доброто здравје, за зголемување на креативноста и на интелигенцијата и за зачување на тој внатрешен мир и среќа. Имате сознание за токму лекувањето со помош на оваа медитација, бидејќи луѓето на крајот на краиштата кои ќе се најдат можеби на крајот во безизлезна ситуација кога во прашање пред се зборуваме нели здравјето, одат на алтернативни решенија и се разбира, можеби велат, добро, медицината ми помогна можеби до овде или не може веќе да ми помогне да преуземам нешто, па се покажале резултатите понекогаш и далеку подобри нели од она што тие го имале во моментот на располагање за нивното здравје. Точно така. Зашто трансцендентална медитација е толку корисна во полето на здравјето и во полето на зголемување на креативноста и на нашиот ментален потенцијал? Заради тоа што кажав дека го има во себе елементот на трансцендирање, затоа учениците се толку фасцинирани од оваа медитација. Затоа што попознатите невролози во светот, кога прават истражување, кога човек медитира, откриле дека кога човек медитира, неговата ега кохерентност многу повеќе се зголемува. Тоа што значи ега кохерентност е дека мозокот функционира кохерентно заедно во исто време. Било која активност да ја правиме во будната состојба, мозокот, значи само дел од мозокот, некој дел од мозокот е активен. Во трансцендентална медитација е зачудувачки затоа што целиот мозок кохерентно работи во исто време. И таа ЕЕГ кохеренција е многу висока и симултално се пренесува низ целиот мозок. Ова е многу важно, заради тоа што од таа ЕЕГ кохеренција зависи нашата работа на мозокот и нашиот однос. Така, од ЕЕГ кохеренцијата се зголемува креативноста, се зголемува коефициентот на интелигенција, се зголемува нашата способност да учиме нови концепти, се намалува невровитицизмот, се зголемува
академската перфорирање, се зголемува невролошкиот рефлекс, исрефлекс, така да многу работи кои што се поврзани за подобро одржување, да кажам, подобро делување на нашиот нервен систем се поврзани со оваа ЕЕГ кохеренција. Во полето на здравјето, затоа што кога практикуваме трансцендентална медитација, телото добива длабок одмор кој што е многу подлабок од било која точка додека спиеме навечер. Зашто многу е битно? Затоа што овој длабок одмор е многу битен за елиминирање на длабоко вкоренетите стресови во нашето тело. А штом ќе ги елиминираме причината за психосоматските болести, автоматски нашето здравје станува многу подобро. Така да психосоматски болести настрануваат од стрес, како што кажав, разочарувања, загриженост во животот. Поготово сега најмодерен убиец, да кажаме, високиот крвен притисок, затоа што се повеќе млади луѓе почнуваат терапија за висок крвен притисок. Во полето на високиот крвен притисок, трансцендентална медитација покажа зачудувачки резултати, затоа американската влада има дадено преку 24 милиони долари за истражување баш за трансцендентална медитација во полето на кардиоваскуларните болести. За оно лично сведоштво, што исто ни беше важно вечерва да го имаме во емисијата, за некој што ја практикува токму оваа медитација во својот живот, следниот гостин кој ќе ни се придружи овде, ќе го поканам господинот Александар. Добро вечер и за вас. Добро ни дојдовте. Повелете да ни се придружите. Еве споменавме Ана учител, вие ученик, така му доаѓа? Па јас подолго време. Ученик, меѓутоа веќе 3,5 години примерно трансценденталната медитација. Како разбравте и кога разбравте? Па случајно разбрав, иако се познававме со Ана и од претходно, меѓутоа се запознав со еден учител од Белград, кој доаѓаше во Скопје службено и почна да ми зборува за тоа, инаку претходно во животот претежно работев стресни работи и бев многу напнат, барав некој начин како да се опуштам. Меѓутоа, кога ќе дојдеме до една фаза на висока напнатост, многу тешко е да се најде начин, дури и со спиење нема да помогне. И почна да ми зборува за тоа, јас во почетокот не го сваќав сериозно, меѓутоа ме повика на едно предавање негово, кој во тој период држеше предавање во Скопје, пред Ана да стане учител. И тоа ми делуваше нешто како нешто реално, како нешто што навистина може да помогне. Така што се одлучив да го проследам целиот курс и почнав да медитирам. Еве има веќе некаде околу 3,5 години. Во меѓувреме ги завршив сите можни степени што ги нуди трансценденталната медитација, значи покрај основната техника која сосема пристојно може да помогне на секој човек, има и напредни техники. А и тоа да споменеме, надградување значи на техниките. Ги завршив и сиди техниките и јогиското летење, тоа кој е врв на трансценденталната медитација, така што јас сум малку сега во понапредна фаза. Меѓутоа, она што е како животно искуство, што нели рековме треба да се каже. Да го споделиме, да. Значи, некаде во 2008 на почетокот, токму тие стресови, добив хроничен крвен притисок. Се обратив на лекар и ме упатија на повисока медицинска институција каде што правев тестови и се утврди дека е тоа хроничен крвен притисок и дека мора да се пијат таблети. Дури сите лекари, не само тој и другите со кои имав искуство да поразговарам од нашата западна, односно нашата медицина, рекоа дека кога ќе се добие еднаш крвен притисок, дека тој трае до крајот на животот и не може со ништо да се излечи. Така што јас почнав со терапијата и ми се случи некаде, дали беше 8 септември, така нешто, на продолжен викенд отидов во Грција, ги заборавив таблетите, не ги земав со мене, и таму не можев дури да издржам ни 2 дена, затоа што осетив дека сум се навикнал и навлекол на тоа и нема враќање. Така што тогаш првпат се исплашив, затоа што сепак до крај на живот да се на некој начин тоа е дрога, нели? А од друга страна па не помага многу за опуштање, туку само моментално ја сминува состојбата. И чувствувате веројатно значи само како тој да ден нема. Исто така значи стрес. штом ќе се прекине другиот ден, веќе ако не сте у ситуација да земете, вие сте во многу лоша здравствена состојба. Така што почнувајќи со медитацијата ми рекоа за ова и мене ми беше чудно затоа што сепак имав доверба во нашата медицина и кога големи експерти во таа област викаат дека не може тоа до крај на живот да се излечи, не верував дека може нешто да се направи.
И во меѓувреме во Македонија гостуваа, само што тоа не беше толку јавно, најеминентните личности од област на трансцендентална медитација, како што се Феликс Каги, Ешли Динс и така натаму, кои се на високо ниво предаваат на универзитетите за трансцендентална медитација во светот. И разговарав и со нив и тие ми потврдуваа дека тоа нешто е можно и сигурно ќе се случи. Меѓутоа, најверојатно кај мене поради коренетите стресори во текот на животот, долго време траеше и после година и пол се почувствував така од примена на медитација, нели се почувствував добро и еден ден не земав, гледам ништо не се случи, меѓутоа знаев од разговори со луѓе дека не треба веднаш да се прекине. Така што ја смалив дозата на пола што ја земав терапевската, на пола и повторно се чувствував одлично. После месец дена одлучив да прекинам, прекинав и на недела дена ми се јавуваше, бидејќи сепак е тоа нагло, така да кога ќе ми се јави, јас ќе земам пола терапија и се средува. И после месец дена од тоа сосема ги исфрлив медикаментите и апсолутно, еве веќе година и пол, немам крвен притисок, ниту земам никаква терапија за притисок. Така што, веројатно, со тек на примената на медитацијата, толку време ми било потребно, година и пол, кај мене да се исчистат длабинските стресови и да дојде до драстично подобрување на здравствената состојба и не само во тој поглед, него и во сите други погледи, да кажеме, тоа веднаш се одрази на имунитетот. Така да јас сега нескромно ќе кажам дека 2-3 години дури не сум добил ни настинка. Затоа што редовно ја преминувам техниката и немам никакви здравствени проблеми. Имунитетот исто покрај стресот, ние ми се чини секојдневна борба во последно време. Да. И честите настинки, вирусите кои не фаќаат се. Ја гледам луѓето околу мене сите, посебно во овие периоди кога е премин од есен во зима, многу често настинуваат. И веќе кај луѓето е тоа толку вкорено, што сите мислат дека тоа е нормално нешто, дека не може да се искорени. Без тоа, да. Да, а всушност има начин и еве, мислам дека вака објаснив добро. Честитки, Александар, да, звучеше навистина интересно. Кога е поинаку е, кога е одлично, нели, искуство, убаво бидејќи лично го доживувал и го доживуваа на ова секојдневно, но кога веќе човек се соочува со одреден проблем како и вие, а верувам дека поголемиот дел од публиката која не следи има многу слични симптоми кои ги кажавте и вие и со кои се соочувате, да не речам стресот дека ни е добро утро за секој почеток на денот и можеби ова е еден од начините кои вам ви помогнале, ќе им помогне на вистина бројните гледачи кои не следат. Дали несебично веќе, бидејќи го имате искуството, докажано, вие сте биле скептик на почетокот, верувам дека од прилика околината е скептична кога за прв пат ќе ја запознаете со нешто вакво и ќе споменете користи го умот и моќта на енергијата и ќе бидеш супер, нема да ти треба ништо, здравието ќе ти биде топ, верувам дека со чудење гледаат и со недоумица се. Лесно ја убедувате околината, барем вашите најблиски, колку ги имате можеби вметнато или им го имате и ова еве вкореното како еден начин на живот, пренесено. Па точно е тоа дека во нашиот менталитет всушност е вкоренето дека треба да се живее вака како што живееме ние секој ден и никој не ни размислува на тоа додека не му се појави некој реален проблем во животот, еве како крвен притисок или некоја друга болест. И не ги прифаќаат техниките. Дел од моето семејство ги има прифатено, исто така има добри резултати, меѓутоа дел не ги прифаќа. Јас се обидувам вака, тоа не може да биде, човекот треба да биде спремен да го прифати тоа. Да. Значи не смее тоа да биде нападно, туку вака треба да се објасни на едноставен начин и ако човекот е спремен, тоа што ќе почне со медитација. Лесно ли е да се допре до оние скептиците? Да, затоа што имаме реални резултати кои што се научно истражани. Така да луѓето не мора да веруваат на некој, него можат да си прочепкаат, да кажам, да се заинтересираат на интернет. Имаме објавено преку 6 истражувања кои што се групирани во 7 томови од книги од научни истражувања, така да може некој цел живот само да истражува за научните истражувања. И како што кажав, не е потребно никакво верување во самата техника, така да дава реални резултати. Каде и кога може да оние кои не гледаат добијат информации ако сакаат да почнат да ја применуваат трансценденталната медитација?
Слободно можат да ме контактираат, можам да оставам контакт и на мејл, и имаме свој центар кој што се наоѓа на улица Иво Арибар, карши на бугарската амбасада. Така да може слободно да ме контактираат во секое време и може да организираме курс, групен, индивидуален. А постои група и индивидуално може да се. Да, може група или индивидуално, да. Александар, бенефит во работата видовте? Па јас сакав да видов. Се користите? Мислам, неверојатно нешто, тоа е неспоредливо. Голем бенефит и постигнав невидени резултати во струката и во професијата и во приватниот живот. Значи, некој мисли сега, еве, јас тоа ми е како некоја завист, да речеме, 20 минути са бајле, па 20 минути попладне. Меѓутоа, тие 20 минути сосема го менуваат животот и го прават многу по-лесен. Ова што зборите за здравот, ја мислам дека таа анксиозност 90% од луѓе ја имаат, тоа се чисти сигурно. Значи, дури и да се појавува во некои фази со сеансата, со медитацијата, повторно се чисти. Значи, тоа е главна работа, многу е битен континуитетот, значи, ако престанете, повторно се јавуваат истите психосоматски проблеми. Значи, тука ќе го спомнам и крвниот притисок како психосоматски проблем. Значи, многу е битна редовноста и важно е ова да надополнам што разговаравте со Ана за тие групни медитации. Значи, групната медитација дава поголем ефект. Значи, доколку има повеќе членови во семејството кои ќе се одлучат, таа кохеренција што се ствара и зраците, во принцип алфа зраци се емитираат од мозокот, се многу посилни во група. И затоа се практикува, Ана обично организира групни медитации за сите што сакаат, со што се зголемува ефектот. Ефектот се зголемува и автоматски со редовно практикување на медитацијата и на тие групни медитации доаѓа и до поголема опуштеност на телото и на умот. И ги прави поефикасни за работа и за постигнување на поголеми резултати. Оно што значи може да не изнервира и вообичаено нервира, семафор, нестигнување на време и слично, кај вас е. Сакам да кажам, тоа доаѓа до определено чистење. Значи, доаѓа до определено чистење, ако не може, например, да речеме, ако сте под стрес во текот на денот, вие со попладневната медитација ќе го исчистите стресот и автоматски функционирате нормално како ништо не се случило. Или евентуално, ако е тој многу силен стрес, може и да ја прескочите таа медитација за да се смири самиот организам, меѓутоа веќе со следната повторно вие почнувате со подлабинско чистење и со тек на време доаѓа до подлабинско, така што не ни доаѓа до таков стрес кој би можел да предизвика проблеми од психосоматски карактер. Изискува ли овој тип на медитација можеби прочистување со храната, внимавање на тоа што внесуваме како храна, други моменти на промени на начинот на живот или не? Човек кој ќе почне да медитира, спонтано со очистење на стресот, симултано и свеста се проширува. Така да човек интуитивно почнува да го менува својот начин на живот, да ја повеќе приметува како што внесува, има повеќе здрави навики. Тоа е паралелно се следи, но не е потребна претходна никаква подготовка. Компании познати, точно, се разбира успешни во нешто го работат, веќе почнуваат да за своите вработени применуваат да имаат, практикуваат, им организираат токму практикување на трансценденталната медитација. Точно, компании како што се Toyota, General Motors, IBM, мрежата на Опра Винфри, исто така шоуто на доктор Рос, во нивните компании сите медитираат, затоа што приметиле нивните собствениците дека самиот однос на работа е многу покохерентен, има тимски дух, многу подобро функционираат и со така профитот се зголемува заради тоа што тунелските на медитација. Публиката овде што ја гледате следниот пат доаѓаме на групна медитација. Тоа е најдобриот стрес менеджмент. Знаеме дека некои компании, подобрите компании имаат, воспоставуваат и плаќаат обуки за стрес менеджмент и за индивидуално напредување, така. Тоа исто така е добро за нивната работа, за компанијата, за фирмата, за организацијата, така да има реални резултати.
Александар, по ова искуство некако овде ќе привршуваме, иако би можеле уште ние да се разговараме на темата. Искрено навистина и мене ме заинтригира и верувам дека ќе побуди интерес кај гледачите. По ова веќе ваше долгогодишно искуство, за ништо на светов не би се откажале од медитацијата. Па не, тоа ја и го спомнав, нели, пред малку реков дека редовноста е многу важна, а мислев на тоа дека да речеме сум имал ситуации кога ја, например, 3-4 дена не можам да стигнам од врските и веднаш организмот опаѓа, човекот се чувствува полошо, дури може и да се врати и болеста и така натаму. Така што кога ќе почне човек, тоа му станува како што зависност се прави од таблетите, така се прави зависност и од медитацијата. Меѓутоа, друго што е интересно, што малку го поразговаравте, е човекот со текот на опуштање самиот си доаѓа до заклучоци што треба да преземе. Дека всушност треба каква храна да јаде, да речеме, советите на доктор Рос, чи полесна храна, да речеме, и за себе, своето здравје и за околината. Да кажеме, кога човекот е напнат и има некој физички проблем, да кажеме од механички тип повреда или нешто, па го има со тоа проблеми, потешка му е медитацијата, така да заклучува дека треба да направи определени вежби кои не да зазимаат повеќе од 10 минути, меѓутоа на тој начин медитацијата станува многу полесна. Потоа има вежби на дишење, пранајама, кои исто така помагаат и така натаму, нели тоа е во други оддел ќе озборите. Па тоа, кога споминавте вежби, помагање на човекот сам си заклучува дека треба да преземе одредени работи кои уште поопуштен и уште подготвен за дневните активности ќе го направат. Верувам не ви беше стресно гостување, бидејќи сте подготвени. Релаксирани сте од стрес, обично и телевизијата и гостувањата кои ќе ги споменете се стресни. За луѓето исклучително ви благодарам за овој отворен разговор, Александар и Јана, и се надевам дека во некое друго обкружување ќе се видиме и вие ќе не информирате, односно ќе ви дојдеме на ваш терен, па ќе може да навлеземе малку повеќе во медитацијата и да не научите како да се справуваме со стресот кој секојдневно за жал го имаме сите ние. Ви благодарам, а реков кога споминавме веќе вежбање на своето тело, вежбите и оние проблеми кои ги имаме од механички тип во вториот дел од емисијата. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Го споменавме телото, зборувавме за состојбата на умот, кога телото и умот ќе си ги поврземе и треба да ги извежбаме. Често ја слушаме, односно го слушаме и терминот јога, малку повеќе за него вечерва, што ни оди во прилог на темата на емисијата со Весна Алексовска. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Повелете, Весна. И го пратевте делот од разговорот во првиот дел. Вие практикувате јога веќе низа години, се разбира истото знаење и познавање го споделувате со оние кои сакаат да дознаат нешто повеќе за истата. Па никако се погодувам и се чини дека на денешен ден почнав со јога пред точно 35 години. Браво, честитки, 35 години, браво. Верувам, таа насмевка си од задоволство на тоа како си најдовте да си ја канализирате енергијата во животот и да си воспоставите еден мир со телото, што велат умот и така дата. Секако кога ќе се почне така на рана возраст, јас почнав на 19 години и континуирано се бавам со јога, значи никако како животен стил ја одбравте? Како животен стил, како една определба во животот, тогаш веќе и самата практика на јога толку длабоко оди што настанува една многу длабока трансформација на личноста. Кога дознавте првпат или зошто тогаш? Што ве натера на крајот на краиштата да започнете со јога? Да почнам со јога, па прво имав контакт со една книга од Јасмина Пуља. Тоа беше единствена книга за јога во тоа време. И кога ја разлистав, се одушевив за тоа што секогаш ме привлекувале интересни вежби, меѓутоа повеќе ме привлече еден друг аспект од јога, нешто што беше наведено во книгата, а тоа се оние морално-етички правила кои што се како еден стожер на праксата на духовноста, да не повредуваш, да се држиш до вистината, да не си склон на собирање на различни материјални добра, не одземање на туѓи добри и слично, така да тоа повеќе ме привлече, ме одушеви, некако
виднаш набрзо почнав со југа и еве до Си се ден најдовте, денешен, себе да, сум со тоа. Еве да споменеме, бидејќи пред малку зборувавме конкретно за вежбање на умот, мислата и така натаму, и користење на истиот. Овде сепак имаме конкретно и вежби кои што се прават, односно го користиме телото, да речеме имаме физичка одредена активност која ни помага да се ослободиме од стресот, претпоставам помага во ослободувањето од одредени болки при одредени заболувања за кои можеби вие ќе ни кажете најдобро кај кои можеби типови на луѓе кои имаат одредено можеби заболување, јогата најмногу реално помага. Да. Сега, мислам дека претходно беше спомнато, кога ќе се каже југа, виднаш луѓето има таква асоциација, помислуваат дека се работи за некои чудни положби на телото, кои што можеби за нас западњаците се недостижни, бидејќи ако гледаме некои книги од јога, тогаш тоа повеќе не потсетува на некој факиризам, што воопшто не е така. Јога е еден комплетен систем, холистички, кој што не работи само со телото, и не е потребно да имаме некоја екстремна еластичност за да ги практикуваме вежбите, туку јога го опфаќа, го култивира целото наше битие. Не само телото, туку и нашиот ум, енергетското тело го доведува во хармонија и ни отвара патишти, првенствено го стимулира нашиот интерес кон нешто повисоко, кон духовноста. Така да е еден систем кој што ни помага да направиме баланс на сите овие аспекти кои што го сочинуваат нашето битие. И сега она што спомнавте за физичките вежби кои што во јога ги нарекуваме асани, и не практикуваме многу да ги нарекуваме физички вежби, затоа што виднаш си има една поинаква представа, дека е тоа повеќе како гимнастика. Ние и овие вежби со телото, значи телесни положби ги нарекуваме, ги сваќаме покомплексно, дека не ги работиме чисто физички, туку ги работиме со свесност, со концентрација на одредени делови на телото, на процесот на влегување, на самото движење, значи учествуваме целосно и на еден начин една телесна вежба е како една мала медитација, во која што со тек на вежбањето, или практикувањето на јога. На почетокот, оние кои што почнуваат со јога, се разбира дека за нив првенствено е важно да научат физички коректно како да ги прават вежбите. Да, 2 часа, толку издржав јас. Да, меѓутоа, кога човекот е упорен, а и после 2-3 часа на нашите часови ќе свати дека не е само важно докаде ќе се направи некоја вежба, докаде ќе се свиткаме кон напред или кон назад, значи тоа апсолутно не е важно, туку начинот на кој што се прават вежбите. Значи јога вежбите, физичките вежби е важно како ги правиме. Значи со учество на умот, со свесна самоконтрола, самодисциплина и ефектот од овие вежби е сестран. Инаку самите вежби, бидејќи ни го активираат телото во сите правци, кон напред, кон назад, странично, во торзија, пообратни положби има, па положби за рамнотежа, даваат многу широк спектар на позитивни ефекти врз телото, така да делуваат, еве со еден збор кажано, урамнотежувачки на нашето тело. Ја јакнат мускулатурата на телото, особено одредени вежби кои што ни го активираат телото на начин кој што не е вообичен во нашето секојдневно функционирање. Например, ние секогаш движењата ги правиме кон напред, нели? Или странично. Никогаш не се свиткуваме кон назад. Затоа тие вежби се многу важни во јога, затоа што прават баланс на телото и прават корекција на неговото држење, корекција на ребетот, онаа мускулатура која што е ослабната на задниот дел на телото се јакне,
Познато е тоа дека правото држање на телото, коректното исправено држање делува и на нашата психоментална состојба. Така да корекцијата на телото автоматски влие и на корекција и на тоа како ние се чувствуваме. Има интересни имиња за токму тие позиции веќе кои ги имате. Бидејќи не сакате многу вежби нели да ги нарекуваме и затоа претпоставуваме таму и дека не се класични само физички вежби, сонце, воин и така натаму. Да. Вежбите се наречени според тоа на, да кажеме, на кој животно наликуваат. Мачка, например, тигар и ред не толку веројатно интересно да се спомнуваат имињата, меѓутоа имињата се важни за децата, никогаш и така ги мотивираме оние дечиња кои што ни доаѓаат на тоа сакав да прашам границата исто на старост на која имаме за овие курсеви и од кога можеби најрано можат да почнат децата. Дали влие тоа малку и на концентрација и смирување кај темпераментот кој ни деца кај го има малку повеќе во изобилие кај што Да. Значи, граница, ние на оваа детска група што ја имаме, некаде од 6 години па до 13, меѓутоа имало деца кои што почнувале од 7-8 годишна возраст и доаѓале на часови и како средношколци, некако се привикнуваат на таа група и останувале подолго. Меѓутоа, никогаш се вклучуваат и помали дечиња, се разбира оние кои што имаат една поголема самодисциплина. И сега е важен известен степен на дисциплина, на послушност, за да часот тече во некоја динамика и во некој ред кој што би требало да делува смирувачки на исклучително мир треба. Меѓутоа, секогаш во групата има и по некое хиперактивно дете, кој што па некако гледаме да се направи некој баланс во групата, за да го има тој ефект кој што самите вежби го дават. Да се раздвижат физички, бидејќи за денешни деца кои што долго време поминуваат пред компјутери, е многу важно да бидат физички активни. И како една превенција од различни телесни деформации, како што е сколиозата, например, или никогаш доаѓаат со сколиоза за корекција на рветот. Што се може да лечи, да биде пропратно како метод на лечење на одредено заболување или едноставно имате резултати кои можете да ги споделите со нас како успешно сега, како што спомнав и претходно, делувањето на и телесните вежби, ние како склоп ја работиме програмата од јога, не само телесни вежби, туку пропратено и скомбинирано со вежби за дишење, бидејќи е важно да стекнеме една контрола на процесот на дишење и да го зголемиме дишниот капацитет. Потоа, тоа е важно за добра физичка состојба, што помага пак за оние кои што имат проблеми со дишните патишта, како што е астма, бронхитис, имаме многу добри ефекти во тој правец. Контролата на дишењето пак е многу важно за менталната активност. Значи, сите работи се поврзани. На тој начин и ние работиме, знаејќи таа поврзаност помеѓу телото, енергијата, процесот на дишење, нашиот ум и нашата емотивна состојба. Малку ни е нејасно за нас лаиците, нели јогата велат степенот на медитација доаѓа после долго практикување на јога, па вие сте подготвени да може нели да го постигнете оној степен на висока медитација кога може да се ослободите од сопственото тело и мисли и да влезете во едно друго ниво на екзистенција. Да. Па и постојат различни видови на медитација, постојат и различни видови на јога. Има правци во видови на јога кои што повеќе се фокусирани на овој филозофски дел на медитација. Еве, ние го работиме овој начин кога сите техники се застапени. Се разбира, ние имаме практиканти кои што континуирано доаѓаат по 20 и по 25 години. Така да, оние кои што веќе подолго практикуваат јога и медитација, за нив медитацијата е на првото место.
Иако, она што спомнав, дека со асаните, со пранајама се прави еден баланс и на телото и на енергијата. Да. А тоа е потребно за да имаме добра концентрација. Така да медитацијата е продолжение на сите овие вежби. Ние така ја опишуваме особено на оние кои што не знаат, кои што почнуваат сега со јога на почетната група, дека медитацијата е како вишната, шлагот на целиот колач. Каде може да ве најдат весно оние кои сака да ве контактираат? Па најлесно е на центар нашата веб страна yogacenter.org.mk. Инаку работиме на 2 локации во Браќа Миладиновци, во аеродром кај новата зграда на ПИОМ и во Капештец, меѓутоа на веб страната се наведени тие информации. И меѓутоа и други информации, текстови каде што човек може да се запознае нешто повеќе со јогата и не само со јога, затоа што нас името на центарот не е центар за јога и личен развој, значи не само јога, туку и други техники кои што го помагаат духовниот развој, како што е на пример техниката за длабока имагинација, која што е исто еден вид на медитација, која што оние кои што ја работат и оваа техника и другите медитации на еден начин една иста работа може да ја согледа, да ја искусат од различни аспекти. Во духовноста треба да тежнееме кон основните аспекти на постоењето, кон нас, кон мене, која што сум вистинска јас, кон вистината, значи кон суштината на постоењето. И медитацијата е токму тоа, да не сврти кон нас и да се доживееме ние, да овозможиме да се доживееме во својата длабочина духовно. А тоа значи, ако достигнеме до тој степен, се доживуваме слободно и исполнето со љубов. Односно, практикувањето на јога, на духовна јога, бидејќи јога, некој се бави со јога само кога ги практикува и телесните вежби, нели? И релаксација, сето тоа е добро. Меѓутоа, кога човек работи подолго, му се отварат се повисоко и посуптилни внатрешни врати. И она што не очекува, ќе открие. И затоа е потребно човекот кога почнува со ваква практика да биде стрплив, бидејќи е потребно да одиме за да ни се отвара она богатство кое што го носиме во себе и да направиме простор да не водат духовните вредности. А кои се духовните вредности? Љубовта, сочувствувањето, разбирањето, држењето до вистината, до доблестите, не чисто да слепо да се држиме до нив, туку со разбирање од срце, значи да дојдеме во таква хармонија во себе, да се ослободиме од негативните мисли, од негативните чувства, кои што секој од нас ги доживува. Секој од нас претрпува одредена загуба, секој од нас доживува одредена стресна ситуација, она што спомнавте, црвен семафор, вас ви се брза, да, или некој ви ја блокирал колата, или лифтот не работи, било што, нели има безброј ситуации кои што создаваат негативност во нас. И ако немаме вентил, ако немаме средство како тоа да го трансформираме, бидејќи ние имаме една енергија на располагање. Бог, природата не создаде на одреден начин и ние имаме одредена енергија, која што треба да знаеме кога ќе се разниш од натре, кога негативно ќе се вибрациите кога ќе проработат тие, како тие вибрации ние да ги ослободиме и да ја подигнеме вибрацијата на енергијата, за да се чувствуваме посреќно, попријатно.
практично ми одговоривте и на тој дел кога сакав да ве прашам како го доживувате животот и што ви е значајно и примерно, еве ми одговоривте во ова се. И мислам дека бевме доволно релаксирачки и во овој дел од емисијата. За оние кои сакаат да ве најдат, си најдоа можеби интереси, прашања кои ќе сакаат да им ги одговорите или едноставно реков да си ја канализираат својата енергија, ќе ве најдат во Центарот за јога. Верувам дека ќе си најдете време да се посветите себе си, да си се споите со своето тело и ум, додека размислувате што зборуваат за вас или треба да зборувате. Зборувајте си сами со себе во себе или реков бидете во хармонија со своето тело и ум, така ќе уживате уште повеќе во секој ден нов ден што животот ни го носи. Ви благодарам за вечерашното внимание. Весна, ви благодарам. Благодарам.